Благодарејќи на високото ниво на транспарентност излегува на виделина исклучителните референции врз основа на кои ресорното министерство се решило да го утврди најквалитетниот кандидат за директор на Струмичкиот дом на културата. Ако учеството на карневалот или пофалницата за партиципација на престижната празијада не биле доволни, тогаш пресудни биле дополнителните документи со кои реално и со цврсти аргументи тоа лице заслужило да биде квалификувано како истакнат културен работник. Приложените докази се слики, фотографии и видеа, каде што ново назначениот директор е сликан со видни функционери во градот Струмица. Од локално ниво функционери, да. Каде што е фотографиран на отварање на детска градинка во населено место таму и таму. По градинката следува период на основно образование во кое според принципите е забранет упис без потврда за имунизација, но тој документ е потребен за првачињата, а не за министрите. Тие во однос на потребната дозвола за влез од антикорупцијска се однесуваат како антиваксери, па и покрај вооченото непочитување на кодексите. Самите се решаваат што е добро за нивното здравје. За мој личен бизнис, значи одлучувам јас, не може да одлучува антикорупцијска. Иако не е нивен личен бизнис, така изгледа тоа си го третираат во Охридската болница. Во време кога една вакцина вреди како суво злато, а националниот план е закон, според нивно убедување, не е голем проблем кога на мала врата, наместо лекари, се протнуваат и секретари. Сад нормално во оваа фаза нема доволно, нормално ќе му се даде предност на медицинскиот персонал. Меѓутоа и да имало некој таков превид, јас не го сватив тоа дека е не знам кој знае каква голема повреда на закон или нешто друго. Кој знае, може би биле охрабрени од неверојатниот оптимизам на премиерот кој во ситуација кога ја нема ни за лек, изразува стравување дека од неа најверојатно ќе бидеме предозирани. Ако продолжиме да порачаме од Спутник, следно е веројатно AstraZeneca, па нови количини од Pfizer, па нови количини од Sinopharm и ќе се затекнеме да имаме 5 милиони вакцини во државата. Но наместо власта симптоми на предозираност пројавува опозицијата, дефокусирани и дезориентирани. Наместо со неа тие се занимаваат со себе и со собствените манифестации на незиното дејство. Ви се молам, не можам да се смирам. Сам многу е бучен Златев и дури хистеричната му написа вода смири се, за да биде дебатава на ниво. Написа водички и смири се, но не вика не хистеричи. Сакам да го прашам, не можам да учествувам во еден ваков однос. Златев, па не, многу е бучен и не може човек да зборува, мислам, нема смисла. Дали има легитимитет? Ова е, не знам како да го прокоментирам. Не знам какви глупости тропаш. И на крајот, за оние што пак одат во друга крајност. Па јас размислов искрено да земам една книга од Енвер Хоџа да читам на комисијата, така да ако почне комисијата веќе тој период и припаѓате. Веројатно треба да се побара некој поадекватен извор за цитирање, со кој ќе се врши филибастеринг. Оти со избраниот, само ќе се материализираат со мрежите дека станува збор, ако не за иста, туку барем за навестувачка идеолошка рамка.